Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. 77 годишнината од ослободувањето на Куманово и 502 години постоење на градот денеска беа одбележани и со свечена академија на општина Куманово во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Овој ден за нас кумановци е ден што представува символ на слободата, на победата, на вредностите кои треба да ги негуваме за сите нас, за нашите деца и идните поколенија. Овој ден е особено значаен во македонската историја, рече во своето обраќање градоначалникот Максим Димитриевски. На денешен ден, далечната 44-та година, наше Куманово е ослободено од германскиот и бугарскиот фашистички окупатор и домашните предавници и колаборационисти. 11 ноември представува символ на слобода, пркос и победа. 11 ноември представува и символ на заедништво и верба за подобро утре за нас, за нашите деца и за идните поколенија. Многу аналогија има овој датум во делот на борбата за слободата. Многу аналогија има од аспект на сегашноста, кога бевме соочени со големи предизвици. Тие предизвици не направија посилни и многу посложни. Борците од НОП се најзаслужните што денеска имаме своја држава. Наше е денеска да ја штитиме македонската историја, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Да чуваме и да се гордееме со неа, затоа што од секогаш македонскиот народ бил на вистинската страна, на страната на антифашизмот, на прогресот и на мирот, на страна на граѓаните. Куманово е град во кој се почитуваат различностите и се негува со животот. Успеавме заеднички да создадеме похумано и поинклузивно Куманово, додаде Димитриевски. Тој посочи дека во првиот мандат како градоначалник имплементирани се повеќе од 400 проекти од различни области: инфраструктурата, образованието, гасификацијата, заштита на животната средина, културата, спортот. Создадовме општина во која со животот е на прво место, ги подобриме условите во градинките, основните, но и средните училишта. Ја подобривме патната инфраструктура, вложивавме во гасификација, обезбедувавме поквалитетни услови за работа, градевме нови спортски терени и игралишта и правевме се за да ја заштитиме животната средина. Нашиот концепт е граѓански и токму затоа во следните 4 години во планот за работа предвидена е реализација на повеќе од 800 проекти. Но без подршка од сите вас, од советниците, нема да можеме да успееме. Реализираните проекти на локалната самоуправа во изминатите 4 години, но и позначајните средби на градоначалникот Димитриевски со представници на повеќе држави, амбасади, Европската Унија, значајните политички фактори во државата и надвор од неа, присутните можеа да ги проследат преку 20-минутна видеопрезентација. Во 2020 година изградени се 1720 метри дистрибутивна гасоводна мрежа на локациите: улица 11 октомври во должина од 330 метри, крак од улицата 11 ноември во должина од 210 метри. Во 2021 година изградени се вкупно 1210 метри дистрибутивна гасоводна мрежа. Целосно е заменет стариот кров во училиштето Кочорацин, а со помош на општина Куманово воспоставена е нова порта на споредниот влез на училиштето. Поставени се 45 смарт дисплеј уреди и 3 лифткар гасеничари за искачување на ученици со посебни потреби во училиштето Крсте Мисирков преку проектот Смарт училница, поддржан од Швајцарската амбасада, Министерството за локална самоуправа и Североисточниот плански регион.
Општина Куманово беше домаќин и на свеченото отворање на реконструираното спортско игралиште во комплексот Соколана, како прва фаза од трите предвидени во проектот за реконструкција на овој грандиозен објект, на кое присуствуваа премиерот Зоран Заев, директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски и други истакнати лица од политичкиот, спортскиот и културниот живот во нашата држава и регионот. Создадовме развиен мултиетнички центар, оставајќи простор за нови и сериозни проекти. За доброто на сите. Среќен празник, граду мој. Годинава не беше доделена традиционалната ноемвриска награда поради се уште неодржаната конститутивна седница на Советот на општината, но градоначалникот од негово лично име додели плакети и благодарници на истакнати личности за постигнати резултати во афирмирање на градот во различни општествени области. Плакети и благодарници добија примариус доктор Сунчица Јосифова, специјалист инфектолог за бројни заслуги и посветен ангажман во областа на здравството, доктор Надица Христовска Мехмедовиќ за успешен здравствен работник со богато искуство во својата струка, доктор Аднан Сулемани, специјалист педијатар, истакнат и искусен лекар во својата медицинска област во здравството, Дејан Илиевски, командир на територијалната противпожарна единица Куманово за посебни заслуги и неуморен ангажман во областа на противпожарната заштита, плакета и благодарница за ученикот Бруно Ивановски за посебни постигнувања на полето на културата во областа на литературното творештво, Сдруженијето Лајонс клуб Куманово за спроведени низа хуманитарни активности, како и правните субјекти Металнет и Дули за реализирани повеќе хуманитарни активности. Свечената академија беше збогатена со изведбите на Мартинијан Кириловски, кој во придружба на пијанистот Силјан Пановски ја испеа химната на Македонија, Филип Стевановски бенд, Шпети Мустафа истакнат локален артист и членовите на Dance Team Fusion. На свеченоста по повод 77 години од ослободувањето на градот присуствуваат членови на Сојузот на борците, представници на владата, собранието на амбасади, советници, делегации од збратимените градови, јавни институции, предпријатија, бизнис заедницата, невладин сектор.